Еднојајчани или двојајчани? Близнаците се двојна радост за родителите, но уште поинтересни за околината. Иако ги доживуваат како едно, според психолозите, родителите треба да бидат внимателни, бидејќи тие се индивидуи кои имаат потреба од различни интереси и различен животен пат. Еднојајчани или двојајчани? Луѓето се фасцинирани од појавата близнаци. Близнаците воглавно истовремено чувствуваат радост, тага, болка, а на оние кои живеат одвоено, многу често им се поклопуваат животните циклуси. Лекарите советуваат и додека се бебиња, близнаците да бидат еден до друг, бидејќи долго ја делеле материцата, така подобро ќе спијат и ќе бидат мирни. Како ќе ги разликуваат еднојајчаните близнаци родителите? Па вообичаено како педијатар морам да кажам дека ги облекуваат најразлично, нели? Ако на едното детенце му облекле црвена блузичка, на другото облекуваат бела или различни чорапчиња и така најтака, само за да ви долова моментот да видите колкава е сличноста кога се еднојајчани близнаците. Инаку точно е тоа дека се меѓу себе страшно многу поврзани, низ многу примери, нели? Во делот на психологијата е докажано дека за цел живот навистина таа врска меѓу близнаците е многу појака него во оние нормални, нели, прво и второ дете бремености. Иако доењето на близнаци представува тешкотија за мајката, сепак педијатрите препорачуваат хранење со мајчино млеко. Во колку мајката поседува доволно млеко, пожелно е да ги дои дечињата. Постојат повеќе начини на доење, двете дечиња истовремено ставени на градата или во наизменична положба. Во колку нема доволно млеко, тогаш доаѓа прво подојот, а потоа до храната. Во секој случај понатамошната грижа е многу лесна, иста и како и за секој едно друго детенце, значи ги следат сите тие исти проблеми кои што ги следат и другите деца. За да им помогнете на близнаците да го разрешат проблемот, одраз во огледало, научете ги да живеат во слога, да се сакаат, но да бидат независни еден од друг и да ги развиваат своите способности. Интересно е кога близнаците се обличени во исто и кога средината ги доживува како еднакви, но според психолозите, родителите треба да бидат внимателни, бидејќи тие се индивидуи, имаат потреба од различни интереси и различен животен пат. Нивните сличности се пред се, како што спомнав, од генетска природа, заради тоа што имаат 100% исти генетски материјал, меѓутоа однесувањето и емоциите сепак понатаму и во развојот како растат, се диференцираат некои индивидуални разлики, например може да бидат и во темпераментот. Најважно е да се истакнува нивната индивидуалност, пред се затоа што тие се различни личности. Емоционалната врска меѓу близнаците се провлекува низ целиот живот. Тие споделуваат еднакви искуства, еднакви доживувања во средина, во градинка која што е иста за двајцата. Затоа реков, колку ќе се истакне темпераментот, може едното е по-смирено, другото е по-избувливо, па го покрива на некој начин, или го влече на кај некои љубопитни игри, така да сепак постои. И долго време, мислам, и понатаму во животот останува дури кога се возрастни. Мислам, со нивни семејства. Кога имате близнаци, позитивна страна е што тие сами се забавуваат, си играат, разговараат и учат еден од друг. Убаво е да имаат своја играчка, своја облека, нешто што е само нивно. Они доволно е да го започнат тоа, да видат колку е убаво да имаат нешто свое. Така да не го препорачувам тоа и од околината, дали од роднини поклони кои купуваат да купат исти. Пример тоа секако они ќе си ги разменуваат и автоматски си го обогатуваат својот живот, својата игра. Уживајте во својата двојна среќа, но и помогнете им на вашите близначиња да се развиваат со своје темпо и на страна која им е природна.